Господинот Горан Левков, повелете. Почитувам председателя, почитувани пратеници, експерти и гости. Како истражувачки новинар, отсекогаш фокусот на мојата работа е бил организираниот криминал, корупцијата, перењето на пари и системските нерегуларности. Во делот на борбата против корупцијата, во системот за борба против корупцијата во државните органи има два типа на институции. Едниот тип на институции се институции за превентивно делување, вториот тип е институции за репресивно делување. Најважна од сите овие институции е јавното обвинителство на Република Северна Македонија и како орган треба да се посвети посебно внимание на него. Посебно треба да се реши овој орган со добра инфраструктура, со добри услови за работа, за да може да ги даде резултатите. Резултатите од работењето на јавното обвинителство досега се во делот на корупцијата, посебно мислам катастрофални. Може би понатаму ќе го споредиме со некои други бројки, со некои други земји, тоа што го правев до сега. Сакам повеќе да се фокусирам сега на законот што го имаме пред нас. За мене овој закон во некои одредби не се согласувам со него. Посебно ми боде во очи, например, член 3, во кој се одредува дека јавното обвинителство се организира според принципите на хиерархија и субординација. Овој член се коси со Римската повелба, каде што бара за изградба на современо овој обвинителска организација, да се базира на начелата на самостојност и независност на обвинителите и обвинителството. Значи, според ова, јавниот обвинител треба да го врши кривичниот прогон како поединец, а не како обвинителство. Шефот на обвинителството мора да има принцип на примус интер парес, или прв помеѓу еднаквите, а не јавниот обвинител кој што го гони делото да одговара пред него горе. Тој има задача да ја организира работата и да обезбеди услови за непречено организирање на самата институција, но како шеф не смее да одлучува за предметите што ќе ги водат јавните обвинители. Јавните обвинители во сите обвинителства мора да имаат целосна независност, а не вака каде во овој принцип, според овој принцип на субординација и хиерархија, каде што тие се подредени на високите инстанци на обвинителството, а тие високи инстанци на обвинителството понатаму ќе видиме дека се донесени од политиката. Во јануари 2019 година македонските обвинителски институции ги посетува Звонко Фишер, виш јавен обвинител на Словенија, и се среќава со сите значајни функционери во обвинителството, меѓу кои се господинот Јовевски, со министерката Десковска, со професорите што го подготвуваат законот за јавно обвинителство. Негов печаток од таа посета изготвува еден извештај во кој што се вели: изненадувачки често го слушав држењето на принципите за хиерархичност и субординација во обвинителската организација и работата на обвинителството. Не им е јасно како да остварат една амбициозна организација која се заснова на закон, стручност и висока професионална етика на обвинителите и која ќе успее да ја држи политиката што подалеку од обвинителството. Обвинителите чекаат решенијата да дојдат надвор од нив, а не ги бараат помеѓу нив. Во овој дел сакам да се задржам на повеќе идеи што кружеа во изминатиот период. Во јуни 2019 година Центарот за истражувачко новинарство и Центарот за мултимедијални производи Инбокс 7, кој што го водам, го донесе во Македонија на дебата Џовани Кеслер. Тој е познат италијански обвинител, работел во канцеларијата на Џовани Фалконе. После неговото убиство работел со Паоло Борсалино во Сицилија. На таа дебата, подоцна е исто за неговите референци, подоцна е директор на ОЛАФ до 2018 година, изрично кажа дека нема адхок решение во обвинителството. Решенијата мора да се барат помеѓу самите обвинители. Странец обвинител не е прифатливо. Може би во некоја форма,
во некоја форма само како да може да помогне на некој начин. Тој има искуство во ваква ситуација во Украина. Во суд во Украина има искуство од 2 години како представник на Европската комисија како член без право на глас. А јавните обвинители, добро, тоа го кажав, треба да се постават со целосна независност. Политиката треба да крене целосно рацете од јавното обвинителство и политиката треба да го остави јавното обвинителство и јавните обвинители да се вршат работата. Мешање на политиката, на политичките партии и други форми на ова на влијание врз јавното обвинителство, последиците ги имаме катастрофални како што ги имаме денес во работењето на јавното обвинителство. Втора работа на која што сакам да се задржам овде е забелешка во членот 12 од новиот предлог закон за јавното обвинителство. Во членот 12 е наведено дека во земјава ќе действуваат 22 основни јавни обвинителства. Од тие 22 основни јавни обвинителства имаме околу 12 обвинителства со проширока обвинителска надлежност. Јас сметам дека тоа е доволно. Тие 12 обвинителства, основни јавни обвинителства, дека се доволни и другите 10 дека треба да се вратат или да се приклонат кон нови обвинителства. Еви и зошто. Имаме јавно обвинителство во Берово со еден обвинител Златко Биковски. Имаме јавно обвинителство во Делчево со еден или два јавни обвинители. Јавно обвинителство во Свети Николе. Океј, ви благодарам. А јавно обвинителство во Свети Николе со еден јавен обвинител. Доколку Лиле Стефанова се врати во јавното обвинителство во Радовиште, имаме двајца јавни обвинители, сега имаме еден. Јавно обвинителство во Ресен, имаме еден обвинител. Во Крива Паланка немаме ниту еден обвинител. Да, поперед? Кажете ми, вие ја познавате јавно обвинителската работа многу подобро, што може тој еден јавен обвинител да направи во тоа обвинителство? Тој треба 24 сата да работи тамо, да дежура, смее тој човек да се разболи, смее тој човек да му се разболи дете, да иде на погреб, не знам, на одмор да иде. Треба постојано да биде тамо, затоа што друг јавен обвинител, ако не му испрати ако не му испратат помош, и тоа гледаме дека може да биде во рок само од 1 година и повеќе друг обвинител не може да доаѓа таму. Мислам дека идејата да се врзуваат јавно обвинителската организација да се врзува со поделеноста на судските организации, мислам со организацијата на судството, односно кај што има судови, да има и јавни обвинителства, не соодветствува со реалната состојба. Јавното обвинителство е орган кој што има многу по динамичка работа. Значи, јавните обвинители излегуваат на терен, собираат докази, јавните обвинители имаат многу поширок опсег на работа за разлика од судиите кои што чекаат во судот само да стигнат предметите. И мислам дека во овој дел треба да има измени и треба законодавецот овој дел да го прегледа посебно. Прегледував друго, сакав да го споредам нашата организација на јавното обвинителство со една слична организација во Словенија. Словенија има 12 јавни обвинителства, основни јавни обвинителства и едно специјално обвинителство за гонење на организиран криминал. Во Словенија секој обвинител има по 200 кривични предмети на година во основно јавно обвинителство. Јас се сомневам дека обвинител од Берово, Делчево, Ресен, Свети Николе, Радовиш и Крива Паланка може да стигне до таа бројка од 200. Посебно во ситуација кога тие делови на земјава се доста иселени. И мислам дека во таква ситуација, например, тој обвинител може да биде дискриминиран за работа, за напредок, а и мислам дека непотребно се трошат ресурси во тие обвинителства, наместо да се стават тие обвинители во другите обвинителства. Искуството на Словенија покажува дека обвинителства испод 10 обвинители не може да функционират како што треба. Значи не може да го дадат својот оптимум во работата. Во Македонија 10 обвинители во едно обвинителство имаме само во Куманово, мислам дека беа 11 ако не се лажам, и во Скопје околу 50 и нешто обвинители. Ниту едно основно јавно обвинителство во земјава нема повеќе од 5-6. А имаме градови, имаме подрачја кои што покриваат, кои што си доста големи, например да го земеме Тетово.
Имаме преку 100.000 жители, имаме само 4 обвинители, меѓу која територија меѓу каде на територијата на Тетово имаме и граница, каде што барат дополнителни напори на тие обвинители за дежурства и за работа во тие услови. Во сите други обвинителства, например, мислам дека немаат повеќе од 5 обвинители. Значи Тетово, Гостивар, Струга, Битула, Струмица, кои што се прилично големи како територии според број на жители. Друга работа на која што сакам да се задржам е членот 63 од предлог законот за избор на јавен обвинител. Тој член 63 предлага да јавниот обвинител во Република Северна Македонија се бира по предлог, се именува по предлог на владата, го гласа собранието. Во ваква ситуација мислам дека имаме целосна политизација на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Мислам дека пак ќе речем уште еднаш, политиката треба да ги крене рацете од ово обвинителство и треба да го остави обвинителство да функционира само. И јас мислам дека подобар предлог и подобар модел е словенечкиот, кој што предлага јавниот обвинител да го бира, сега има еден таков модел и тие не се задоволни баш од него, на предлог на Советот на јавни обвинители, по мислење на Министерството за правда го бира овој државниот збор. Имале ситуација, тоа што гледав таму, имале ситуација дека некои обвинители не поминале во собранието. Искрено мислам дека подобро решение е, ако го имаме тоа решение, и да го одобрува председателот на државата. Да не оди преку собранието, затоа што мислам дека политичкиот притисок врз тој обвинител, доколку го имаме председателот на државата, мислам дека ќе биде многу понизок и мислам дека ќе биде многу понезависен тој јавен обвинител. Во своето дејствување нема да има багаж што треба да го дава кон политичките партии и кон политиката. Затоа што во собранието, знаеме, имаме 120 пратеници, председател е еден. Ако треба на еден да вети услуга, тоа ќе биде само на председателот, еднаш ќе ја исполни. Друга работа што забележав овде, во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, мандатот е 4 години. Мислам дека јавните обвинители треба да имат овој неограничен мандат. Мислам дека тие треба да гонат криминал до крај, дека не треба да се ограничуваат на мандати. Сега, за да изградиме една таква силна организација која ќе има кредибилитет, мислам дека уште на самиот почеток при изборот на овие обвинители, мислам дека треба да имаме една форма, цврста форма на прегледување или на селекција на јавните обвинители. Лично сметам дека Академијата за суди и обвинители е добра основа за ова. И понатаму мислам дека одлуките за јавното обвинителство, за напредувањата таму треба да останат во делот на Советот за јавни обвинители. Искрено мислам дека мешањето на политиката и во Советот за јавни обвинители и за тоа тело што е некој баланс помеѓу политиката и Советот за јавни обвинители, мислам дека не е добро решение и мислам дека местото таму не е на политичарите. Имавме ситуација во Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија 2016 година, правевме едно истражување. Во ревизорските извештаи на политичките партии не се најде името на Арбер Исако, мислам дека се викаше, донирал 5000 евра или 300.000 денари за политичката партија ДУИ. 2014 година, 2015 година истиот тој човек е избран за член на Советот за јавни обвинители. Мислам дека местото на тој човек не е таму. Ваква ситуација да имаме, ајде да кажеме, например, не знам, обвинителе 8 члена беа од обвинителството обвинители беа во Советот за јавни обвинители? Ако имаме ситуација 4 на 4 за избор на некој кандидат или на некој обвинител. Да, 11 вкупно, 7 се обвинители, така. Во ваква ситуација 6 се обвинители?
Во ваква ситуација, ако имаме преломна ситуација, например, пола од обвинителите да не бидат за некој кандидат, овој политички кандидат треба да одлучи кој да биде обвинител или кој да биде на некоја обвинителска функција, што за мене мислам дека не е добро решение. Океј. Малку сакам да се задржам повеќе на истражните центри, кои што ги имаме по закон, треба да ги обезбедиме, ќе бидам краток само. А истражните центри знам дека на 3 пати мислам дека има оглас распишувано за пополнување на со полициски кадар, 2000 со полициски овластувања 2011, 2015, 2018. Мислам дека треба да се најде решение за тоа, што побрзо да се назначат луѓе за да почнат работите да функционираат. За крај само бројки за борбата против корупција на нашето обвинителство. Во 2017 година словенечкиот систем за борба против корупција донел некаде околу 180 предмети за корупција и организиран криминал. Од тие 180 предмети наплатил некаде околу 300 милиони евра. Уствари 300 милиони евра се ставени под залог на тие предмети. Во Македонија истата година се наплатени само околу 400.000 евра. Мислам дека тоа само доволно зборува за способноста на нашето обвинителство и на нашите институции да се борат против корупцијата. Ви благодарам. Благодарам и вам.